Во општина Аеродром денеска се одржа крводарителска акција реализирана во соработка со градската општа болница 8 септември, која привлече значителен број дарители од редовите на вработените и граѓаните. Акцијата се спроведе во просториите на општината, каде што вработените од општинската администрација, заедно со голем број хумани граѓани, активно се вклучија во дарувањето крв. Со ова уште еднаш ја покажаа својата солидарност и подготвеност да помогнат онаму каде што е најпотребно. Организаторите информираат дека ваквите акции имаат исклучително значење за одржување на стабилни резерви на крв во здравствениот систем, особено во периоди кога потребите се зголемени. При тоа беше нагласено дека секое дарување представува директна помош за пациентите на кои им е неопходна трансфузија. Од општина Аеродром упатија благодарност до сите учесници, истакнувајќи дека хуманоста и општествената одговорност се вредности што треба постојано да се негуваат. Апелираа граѓаните и во иднина да продолжат да се вклучуваат во ваквите иницијативи. Крводарителските акции, како што посочуваат здравствените работници, представуваат клучен сегмент во функционирањето на здравствениот систем, бидејќи со нив директно се спасуваат човечки животи и се дава надеж на пациентите и нивните семејства. Градоначалничката на општина Киселавода Бети Стаменковска-Драјковска изврши увид во тековните градежни активности за изградба на 2 нови сообраќајници во населбата Расадник. Станува збор за проект што ги опфаќа улиците ново планирана улица 2 и пристапна улица 2. Дел од пошироката стратегија на општината за подобрување на патната инфраструктура и сообраќајното поврзување. Ова е дел од нашата стратешка определба и континуирано унапредување на патната мрежа, поквалитетно сообраќајно поврзување и повисок стандард на живење, истакна Стаменковска-Драјковска во објава на социјалните мрежи. Според најавите, проектот предвидува поставување на двослоен асфалтен коловоз на површина од околу 1600 квадратни метри, како и поставување нови рабници од двете страни на улиците. Дополнително ќе бидат поплочени 460 квадратни метри тротоари со цел да се зголеми безбедноста на пешаците. А во рамки на изградбата е планирано и подобрување на одводнувањето преку постојните, но и изградба на нови попивателни сливници што ќе овозможи и поефикасно справување со атмосферските води. Градоначалничката нагласи дека со реализација на овој проект се создава модерна и безбедна инфраструктура за побрза комуникација во овој дел од општината. Општина Карпош започнува нов проект за психолошка поддршка на онколошки пациенти со цел обезбедување бесплатна, стручна и континуирана помош за граѓаните кои се соочуваат со оваа болест. Проектот кој ќе се реализира во период од 9 месеци, почнувајќи од април оваа година, предвидува организирање на групни терапевтски средби наменети за жени и мажи. Преку овие сесии учесниците ќе имаат можност да добијат безбеден простор за споделување на лични искуства, емоционална поддршка, како и практични техники за справување со стрес и анксиозност. Од општина Карпош информираат дека проектот е дел од програмските активности во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите за оваа година, при што главната цел е подобрување на менталната благосостојба, намалување на анксиозноста и зајакнување на психолошката отпорност и емоционалната стабилност кај учесниците. Средбите ќе ги води стручен тим предводен од Тамара Стојчевска, лиценциран психолог со искуство во оваа област. Од општината ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да се пријават за учество во програмата на телефонскиот број 076 439 663. По повод денот на формирањето на Црвениот крст и денот на крводарителството во општина Ѓорче Петров беа доделени признанија за граѓани кои со години активно даруваат крв и придонесуваат за спасување човечки животи. Градоначалникот Александар Стојковски истакна дека со овој чин се оддава заслужено признание на, како што ги нарече, тивките херои од општината, кои преку својата хуманост даваат пример за солидарност и општествена одговорност. Во својата објава на социјалните мрежи тој нагласи дека хуманоста не е нешто што се кажува, туку се живее потенцирајќи ја гордоста кон сограѓаните кои несебично помагаат. Признанија им беа доделени на повеќе крводарители од општината. Особено внимание привлече јубилејот на Владимир Блажевски, кој достигна 50 дарувања крв. Подвиг што беше оценет како исклучителен пример за хуманост и посветеност. Воедно беа наградени поединци кои придонесуваат во организацијата и поддршката на хуманитарните активности.
Стојковски посочи дека признанието кое му е доделено и нему го прифаќа со голема одговорност, најавувајќи дека општината ќе продолжи со уште посилна поддршка на ваквите иницијативи. Од локалната самоуправа упатија благодарност до сите хуманитарци и крводарители, истакнувајќи дека нивниот придонес е од непроценливо значење за заедницата. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека општината и оваа година активно ја реализира годишната програма за социјална заштита, организирајќи повеќе хуманитарни акции за најранливите категории граѓани. Поддршката е насочена кон социјално загрозени семејства, самоохрани родители, лица во социјален ризик, невработени корисници на гарантирана минимална помош. Целта е да им се олесни секојдневието, да им се обезбедат основните потреби, да се внесе надеж таму каде што е најпотребна. Веруваме дека празничната радост треба да биде достапна за сите. Како локална самоуправа остануваме посветени на градење општество со еднакви можности, каде што никој не е заборавен. Хуманоста не е избор, таа е наша обврска, порача Стојковски во објава на социјалните мрежи. Тој нагласи дека општината ќе продолжи со активности која потикнуваат хуманоста, заедништвото и меѓусебната поддршка, со цел граѓаните да се чувствуваат дел од заедницата и да добијат поддршка кога им е најпотребна. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски денеска информираше дека завршија градежните работи на детската градинка Гоце Делчев, со што таа добива нова модерна централна кујна. Новата централна кујна се протега на 300 метри квадратни на две нивоа. На долниот кат е лоцирана самата кујна, додека горното ниво ќе се користи како магазински простор, појасни Ѓоргиевски. Тој истакна дека по набавката и инсталирањето на новата опрема, централната кујна ќе има капацитет за подготовка на над 600 оброци дневно. Покрај детската градинка, таа ќе обезбедува оброци и за основните училишта со продолжен дневен престој. Просторот на постојната кујна ќе биде пренаменет во две нови занимални, со што ќе се зголеми згрижувачкиот капацитет за дополнителни 50 деца. Вкупниот капацитет на градинката ќе достигне 650 дечиња, најави Ѓоргиевски, нагласувајќи дека општината останува посветена на унапредување на раниот детски развој и подобрување на условите за воспитно-образовната работа. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.